иако поминаат 2 недели од темата за Естира, тоа е заради тоа што мината сабота имаше гостин, нели? Сепак верувам дека се сеќавате на таа тема. Реков дека имаше нешто што не го доискажав, но затоа поставив едно прашање, што значи името Хадаса или Адаса, нејзиното еврејско име. Дали некој од вас го научил тоа? До сега. Не се плашите, не е испрашување, нема оценки. А едно полесно прашање пред тоа. Јас кажав тогаш, значи пред 2 саботи, дека според изјавите на сите теолози, еврејски и христијански, па и многу адвентистички исто така, книгата за Естира била единствената книга во која што не се споменува Бог, меѓутоа при крајот на проповедта прашав дали е тоа навистина така, и некој од вас успеа, благодарение на Константинов, да откријат дека сепак се споменува Бог во таа книга. Сега, во која? Во Стариот превод? А во Константинов се споменуваше? Добро, кој беше тој стих? А дали е тоа во Стариот или во ревидираниот? Во тој Стариот, Гаврилскиот, значи. Добро. Кој би сакал да го прочита тој стих? Инаку да ви кажам, мене лично ме израдува тоа, што не пасевте трева таа сабота, туку во вашите Библии откривте. Уште тогаш откривте одговор на тоа моје прашање. Дали некој сега да прочите тој стих? Каде беше Естира? Ајде се подсетиме. Како пишува таму? Добро. А како гласи во другите преводи тој стих? Како тоа толку многу теолози, уште почнувајќи од пред 2000 години, почнувајќи од евреите, да тврдат, дури книгата за Естира била прашање дали да се внесе во канонот, самите евреи го дискутирале тоа прашање, од причина што во неја не се споменувало никогаш Божјото име. Како на толку многу... Како гласи? Добро. Овде и ревидираниот православен превод вели преку ноќта Господ не му даде сон на царот. Затоа му заповеда на слугата да ја донесе книгата за древните белешки и ги читаа пред царот. Да, а Константинов што вели? Царот не можеше да има сон. Константинов што вели? Дека царот не можел да има сон. А православните преводи велат Господ не му дал сон. Са дали овие преведувачи си го доделе името Господ? Има тука еден друг момент. Во книгата за Естира има еден друг момент. Дури и во тие преводи, каде што никаде не се споменува именката Господ, сепак може меѓу редови, додуша, меѓу редови само, да се забележи неговиот прст на дело.
17 стих. Ова го нема во ревидираниот. Значи, тоа го има само во Гаврилскиот превод. Аха. Добро. Значи, гледате, некои преведувачи тоа го испуштиле, иако ако им било тоа јасно од самиот оригинал, но они не би го испуштиле. Не постои ни протестант, ни католик, ни било кој преведувач, ако постои името Господ или Бог или Боже, никој не би имал причина тоа да го испушти. Очигледно дека се работи за некои преведувачи кои што, значи, може би поретки, кои што тоа успеале да го видат, благодарение на оригиналот. Затоа што во оригиналот, во книгата за Естира, на многу места, значи, би можеле да се најдат многу други стихови низ целата книга, кај што преведувачот можел да напише Господ. Зошто? Затоа што во оригиналот, секаде, во книгата за Естира, секаде каде што се вели и се случи така, или и се случи, или и бидна, стои еден еврејски збор хаја. Тој збор значи живот сам по себе. Значи, бидна или се случи, како глагол употребен, произлегува од овој збор хаја или живот. Тој како да речете, дека се, ако за нешто велите дека се случило, како да речете и би така, односно бидна во смисол и заживеа тоа. Ако нешто се оствари, значи заживеало. Во нашиот јазик ние велиме се случи, но велиме и бидна. Значи бидна, сега тоа бидна е малку поблиску до овој еврејски смисол на зборот. Бидна како битие, например, создавање. Нешто оживеало, се случило, значи да заживее нешто. Меѓутоа, што па, од каде произлегува по овој збор хаја, што значи живот? Од тука произлегува и името на Ева. Значи, на еврејски, во оригиналот, Ева е Хауа. Тоа е стар, значи, од пред потопот еврејски јазик, а официјалниот еврејски јазик е хаја, живот. Зошто? Затоа што Адам ја нарекол Ева, што пишува самиот стих во Битие, 3 глава, бидејќи таа е мајка на сите живи. Значи, името на Ева, на првата жена, било Живка. Кога би зборувал Адам македонски, би ја нарекол Живка. Живата. Имавме ние една професорка во Коце Металиште, ја викавме мртвата. Тоа беше прекар што цело школа го знаеше за неја, веројатно и самата таа беше свесна дека го има тој прекар. Мртвата, шемови се, кај мртвата. Живата. А па, сега, од кај па доаѓа тој корен, хаја, што значи живот? Ха е член. Определениот член. Што во нашиот јазик е од на крајот од зборот. Например, компјутерот. Или на англиски the нешто. Или на германски der за машки род. Пример, der Führer, водачот. Значи, ха, например, кој еврејски збор го имаме тука? Да го земем за пример. Хашем, името.
членува на именка. Инако само име е Шем, како што се викал првиот Ноев син. А истиот збор име Шем значи карактер. Значи има подлабоко значење, не е тоа само име, етикета, туку го означува и карактерот. Божиото име значи Божиот карактер. Но ако речете Хашем, значи тоа е член, определениот член. Ха е членот. И сега Ха-Ја, што би било? Би било Господ, бидејќи и тоа Ја или Јах е скратено за Јахве. Јхвх. Според тоа, еврејскиот збор за живот, како именка, Ха-Ја, значи Господ, бидејќи само Господ е живот. Господ рекол, јас сум воскресение и живот. Ништо не може да живее без Него. Колку точно. Но тоа е еврејскиот јазик. Затоа е тоа така. Дали знаете, нашата именка живот, ова е малко дигресија од темата, нашиот збор живот од каде доаѓа? Доаѓа од еден индоевропски корен, што се викал гиф. Значи, г-то се претворило во ж, кај словенските јазици. Гиф. Од гиф настанало жив, па живот. А во англискиот јазик што значи гиф? Да дадеш. Значи, нашиот збор, а тоа е јазик што исто така потекнува од индоевропскиот јазик, еден од 50-тината јазици што настанале во Вавилон пред многу илјади години. Значи, нашиот збор живот потекнува од именка, од поим, значи, што значи дар. Животот е дар. Затоа велиме живот. Нешто што Господ ти го дал. Нешто што е дадено. Не нешто што случајно го имаш, како што мислат комуњарите, еволуционистите, атеистите воопшто, туку нешто што е дадено, нешто што е дар. И сега, секаде каде што овој збор хаја се употребува во глаголска форма, а што мнозина преведувачи го преведуваат и бидна, или се случи така, или се направи така, всушност значи Господ. Господ направил така. Господ не му дал сон на царот. Господ е тој што прави да бидне ова или да се случи она и така натаму. А кој беше второто прашање? Што значи името Адаса, еврејското име за Естир? Беќе Естир е персиското, нели? Како што си го добила како жена на персискиот цар Ахасвер, што некој го преведува како Асвир, а грците го нарекуваа Ксеркс. Тој цар го нарекува Ксеркс и тој лично дошол во Грција. Во една од битките со атињаните, битката на Саламина, тоа е на патот за Коринт, меѓу Атина и Коринт, тоа островчено, кај рафинерија од лева страна. Битката на Саламина била битката на флотата на Ксеркс, значи сопругот на Естира. И таму персиците доживеале исто така пораз, како што доживеале и на Маратонското поле, малку по на север, но повторно во близина на Атина. Значи, овој цар, неговата сопруга не било случајно, според Божјото провидение Естира, за кога зборувавме, значи, за Пурим, за да Божиот народ биде избавен со нејзино посредство. Но што значи нејзиното еврејско име е Хадаса или Адаса? Дали некој од вас се потрудил случајно да го истражи тоа? Дали знаете како се вика на еврејски новиот завет, како би го рекле тоа? Беге тој поим се споменува во Еремија. Еве идат дни, вели Господ, кога со домот Јудин и со домот Израелев ќе склучам нов завет.
На еврејски Нов Завет се вика, значи Завет е берит. Истиот збор што се потребува за обрезание, бидејќи обрезанието било завет. Заветот на Аврам. Берит хадаша, значи новиот завет. Според што значи хадаса, адаса? Значи берите завет, значи нова. Или поточно значи обновена. И ова е сега една многу интересна предслика за она што го споменавме во ова последно време. Во последното време, ако заживе оној неделен закон како што Европската Унија го предлага, значи никој, дури ни свештениците да не работат, тогаш тоа навистина е нешто, рековме, што нема никаква врска со традиционалното христијанско толкување на неделата. Бидејќи традиционалното христијанско толкување на неделата е дека неделата е литургиски ден. Христос воскреснал во недела, после тоа им се јавил на учениците наредната недела, кога и Тома бил со нив, затоа е наречена во православниот календар Томина недела, првата недела после Великден. 50-та секојаш се паѓала во недела според Мојсеевиот закон, па тоа не е ништо посебно кога ќе се рече дека и таа била причина за неделата да стане литургиски ден. Како и да е, а истите православни и католички извори тврдат дека првиот ден станал недела, односно неработен ден, дури во 4. век. Значи, за апостолите била литургиски ден, објаснивме зашто, бидејќи во сабота оделе во еврејските синагоги, па кога си ја имале својата христијанска причест, својата христијанска литургија, по саботата, вечерта по саботата, а тоа веќе се нарекувало прв ден од седмицата, како например во делата на апостолите, 20 глава, 7 стих. Но и на многу други места. Секаде сите тие 8 места кај што се споменува првиот ден од седмицата во Новиот Завет. Според тоа, ако вие сега, не вие се разбира, ако Европската Унија носи закон, и ако така биде и изгледа неделниот закон од блиска иднина, жигот на зверот, според кој неделата треба да биде задолжително неработен ден, дури и за свештениците, тие самите така го бараат, значи во случајов тоа беше само одлуката на Хрватската бискупска конференција, но веројатно тие не се единствени што така размислуваат во католичка Европа. Тоа што нема никаква врска со литургијата, со богослужението, туку затоа и реков, во тој случај неделата се јавува како нешто ново, буквално се јавува како нешто нехристијанско, како нешто зверско. Според тоа, дори човек се прашува да не случајно читале Елена Вајт, денешните бискупи, бидејќи Елена Вајт препорачува на адвентистите да си држат богослуженија во недела, кога ќе биде воспоставен неделниот закон. Може би ако бил донесен неделниот закон пред 120 години, ќе бил таков. Но тогаш Божиот народ промашил, па времето се одолжи. Па сега, може би ѓаволот размислува поинаку. Па сега ќе донесам неделен закон, ама со мала корекција. Елена Вајт вели да се имат богослуженија во недела. Сега ќе направам законот да биде таков да се нема ништо, ниту богослуженија, ни свештеници да не работат во недела. Како и да, и тоа може да се држи. Не е грев, ако во недела седите дома со скрстени раце. Тогаш како ќе биде прогонет Божиот народ, врз основа на што ќе го гонат?
ќе биде прогонет дури со третата фаза на неделниот закон, а третата фаза е она што сите ние од комунизмот наваму го знаеме како искуство, затоа ние сме до некаде подготвени. Па и ден денес во транзицијска Македонија, а американците не се. Кога ќе се тера секој да работи во сабота. Сите ќе морат да отидат на работно место во сабота со државен закон. Тука ќе биде испитот. И само тоа и може да биде испитот. Не е испитот што правите во недела, дали нешто правите или не правите. Туку истиот тој закон ќе ве тера да работите во сабота. И сега што имаме од една страна? Од една страна ја имате саботата, денот што Господ го посветил и благословил, значи Господовата сабота. Од друга страна ќе ја имате неделата, која што, иако милиони христијани низ вековите ја нарекувале Господов ден, со неделниот закон тоа веќе нема да биде. Бидејќи тоа нема да биде никаков литургиски, никаков ден на богослужение, ништо од цело тоа. Никаква врска нема да има тоа со Христовото воскресение, со литургија, со богослуженија, со сето она што било христијанска традиција низ вековите во врска со првиот ден. Од друга страна ќе имате ден за одмор кој што задолжително го наметнува државата, односно антихристот. Пастор Джек Секвира тоа добро го има објаснето и ќе цитирам една негова мисла. Последната голема криза ќе представува борба, голема борба се вели тука, помеѓу спасение со вера, символизирана од Господовата сабота, че Господовата сабота е символ за оправдание со вера. Наспроти, спасение со дела, што е символизирано со човечката недела. Се пазите, оно што протестантите го трубат, дека саботарите се легалисти. Сега, со неприфаќањето на пораката од Минеаполис, мнозина од нас сме биле легалисти и сме. Но во ерата на неделниот закон ќе стане обратно. Токму неделата ќе стане символ на легализам, на спасение со дела. Затоа и откровението што вели, дека жигот ќе се добие или на чело, или на десната рака. Раката е символ за дела. На чело ќе го добие тие што се прелажени. На десната рака тие што знаат дека тоа не е така. И сега што мислите вие? Дали, јас вака ова слободно го поставам како прашање и имам свој слободен така став. Јас верувам дека мнозинството луѓе што ќе го примат жигот на зверот, значи, мнозинството ќе бидат тие што ќе го примат на десната рака. Може би не сум право, меѓутоа верувам дека повеќето луѓе ќе го примат од страв, повеќето луѓе ќе го примат знаејќи што е вистина. Па и ден денес илјадници христијани знаат дека саботата е денот што Господ го благословил и посветил. Неодамна еве се вртени с Фејсбук изјавата на московскиот патриарх, на рускиот патриарх, кој што тоа го потврди во едно свое неодамнешно интервју, што и не е чудно, бидејќи православна црква повеќе од 1000 години ја празнувала саботата пред турското робство. Од друга страна, уште повеќе христијани ќе знаат, ќе го знаат тој факт што од секојаш го признавале и католичките и православните извори, дека неделата од апостолите до 4. век била само литургиски ден, а не бил неработен, не било недела. Тоа дори од Константин навам. Од 4. век е неработен ден. Па уште кога самиот закон ќе забранува да се има и богослужение, ако е таков, значи тоа е сега хипотетички,
да се има богослуженија во тој ден, па тоаш апла ќе биде јасно дека тој неделен закон нема никаква врска со христијанството. И сега, ако повеќето луѓе подклекнат на него и го примат тој жик, тоа ќе значи дека тоа го прават само од страв. Само од линија на помал отпор. Кога нешто правите од страв, кога нешто правите од принуда, тоа е спасение со дела. Се разбира, едно се стрепеса го цитираше зимоска они стих, градете го своето спасение со страв и трепет, на апостол Павле, меѓутоа постои и страв и страв. Постои страв во смисол на стравопочит, висока свест за Божјата светост и за одвратноста на греот, а постои они страв буквално во смисол на паника. Они страв што сатаната го користи за да апелира. Сатаната апелира на чувства, секојаш. Меѓу тие чувства апелира и на стравот. Мнозина се откажувале од својата вера во услови на прогонство заради страв. Прогонството не е пријатна работа. Мачење не е пријатна работа. Од страв, пред тоа нешто, мнозина ќе се откажат од својата вера. Да не даде Бог тоа да биде некој од нас. Зошто саботата ќе биде знак на оправдание со вера во тие услови? Зато што тогаш, оној што тогаш ќе ја празнува, ќе ја држи саботата, е тој, само тој што е оправдан со вера. Значи, тогаш никој нема да може да ја празнува саботата како традиција, може би затоа што се родил како адвентист или евреин, бидејќи ќе има сила што ќе ги прогонува сите тие, според тоа ќе остане само тој што ќе остане, ќе биде само некој што има силна и цврста вера. Толку силна вера што не се ни плаши од прогонството. Друго, саботата ќе биде, значи, символ на христијанската слобода. Тоа што сега мислат протестанти дека е знак на робство и легализам, а демек они се во слободата. Токму тогаш саботата ќе биде символ на слободата. Зошто? Бидејќи вие ќе сакате да поднесете и прогонства, значи никој не ве тера да држите сабота, напротив, постои сила што ве тера да ја газите, државниот закон, прогонството на антихристот и така натаму, а вие како израз на вашата слобода ќе сакате да ја држите, како израз на вашата љубов кон Бога ќе сакате да ја држите. Од овие две причини саботата ќе биде символ на оправдание со вера. Само оправдан со вера ќе може да ја држи саботата во времето на прогонството, во времето на неделниот закон, во времето на антихристот и големите неволи. Само оправдан со вера е тој кој што саботата ќе ја држи од љубов кон Бога и како одлука, како прашање на неговата слобода, слободен избор. Како што мене никој не ме терал со сила да дојдам во оваа црква, напротив, постоеше сила против тоа нешто, па сепак сум дојгал. Зашто сум дојгал? Кога дури сум се изложувал на ризик, сила, кјотек. Значи, само од љубов во такви услови може да се дојде. Само од љубов може да се избере нешто зашто човек е потребен да помине, е спремен да помине низ некакво прогонство. А љубовта пак значи слобода. Ако нешто правите од љубов, значи правите од слобода. Пример, ако се омажите за некој што го љубите, значи го бирате од слобода. Ако не го љубите, а се омажите за него, значи сте биле принудени. Така или не е така? Сте биле присилени. Тоа бе работите што сакав да ги кажам, значи како довршеток на темата за Пурим од пред 2 саботи. Естира не подсетува на тоа, незиното еврејско име, Хадаша,
дека само ако сме во Новиот Завет, можеме да ги издржиме прогонствата на последното време. Само ако сме оправдани со вера, како што и тогаш, и секогаш, и дури во старозаветни времења, Божиот народ бивал ослободуван од прогонство, од непријатели, само тогаш кога со вера ќе се држал за Божите ветувања. А Господ намерно прави во разни тешки ситуации така да изгледат работите како да нема излез. Навистина, да изгледа работата безизлезна. За очај. За да само верата биде единственото решение. Единствениот клуч за победа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.